Небесен инвеститор е темава за која ќе размислуваме и ќе се подсетиме на интересни библиски настани кои ќе не охрабрат и ќе не поттикнат да сватиме дека ние вредиме во очите на Бога. Овде на сликава го имаме Нелсон Мандела. Веројатно знаете, се сеќаваме за Јужна Африка, дека таму владееше еден посебен систем. И овој човек со децени се бореше и многу години од својот живот помина во затвор. Меѓутоа, кога бил ослободен и кога станал 1988 година првиот председател на Јужна Африка, народот многу се радува. Толку беа среќни, тоа можевме да го гледаме на телевизија во новинарските извештаи и скоро овој човек беше славен како Бог во Јужна Африка. Луѓето кога биле прашувани од страна на овие новинарите, велеле дека како сам Бог да слегнал во Јужна Африка, како да почувствувале нешто посебно. Луѓето биле многу радосни и среќни. Имале чувство како да се самата Божја благодат спуштила во Јужна Африка. И по тој повод, кога овој човек имаше 70 години, Нелсон Мандела, во Лондон му била организирана забава, односно прослава неговиот роден ден 70 години. Стариот стадион Вембли, сте слушнали за тој стадион дека постои во Лондон, Вембли, бил полн со млади луѓе. Едноставно, многу луѓе дошле да го прослават роденденот на Нелсон Мандела. Знаете, младите луѓе сакаат правичност. Тие застануваат секогаш за правдата и се борат за таквата правда. И затоа дошле да го поздрават, да го видат човекот кој се бореше со децени и многу години помина во затвор додека не падна тој систем во Јужна Африка и беше ослободен. И тука многу млади луѓе дошле, многу оркестри, рок групи и така натаму. Од 12 од дента, скроз длабоко до ноќта, младите прославували. Што се случило? Кога веќе сите тие рок групи поминале, слушале, играле, биле воодушевени од музика, некаде пред полноќ организаторот одлучил да ја заврши таа прослава на еден необичен начин, односно на еден посебен начин. На бината се качила една жена која била од Јужна Африка, Джеси Норман. Гледате, и таа е црна, едноставно од Јужна Африка се качила и почнала да ја пее, го зела микрофонот и почнала да ја пее песната Чудесна милост Божја. Некои од младите кога слушнале одмавнале со рака, некои слетеле грб, некои не биле заинтересирани, но некои велеле: "Еј, што прави таа? Сакаме повторно да ја слушнеме претходната пејачка, некоја си Роузис." Меѓутоа, ова пејачка Джеси Норман со прекрасен глас почнала да пее, а незините зборови биле: "Бев изгубен, сега сум спасен." Некои млади присутни кои били на стадионот почувствувале дека ова песна им зборува ним. Околу 90.000 млади едноставно замолкнале. Ја слушале песната на оваа Господја. Кога почнала втората строфа, која зборувала за благодата која ме води дома, некои млади момчиња размислувале за своите домови и го напуштиле стадионот и се вратиле како изгубениот син дома кај своите мајке, односно родители. Во нивното срце се почувствувал копнеш да се вратат дома. Меѓутоа, ова песна во третата строфа зборувала за небесниот дом, како и за вечниот дом на новата земја. И најпосле се слушнале зборовите: "Кога на новата земја ќе поминеме 10.000 години, ќе ја прославиме истата песна, односно истиот почеток." И во тој миг, се вели во еден извештај, 50.000 млади клекнале на стадионот или во стадионот. Клекнале и своите погледи ги насочиле кон небото. Клекнале, а раката ја ставиле на своето срце. Тие посакале на тој начин една таква завршница, една таква песна, еден ден да се најдат на небото и таму да прослават една убава прослава со Господа. Еден од новинарите и се приближил на оваа Господја, на Джеси Норман, и ја запрашал: "Што се случува? Овде доживеавме чудо. Дали е во прашање вашиот глас или самата песна?" А таа еве што одговорила:
Не, Господине, не станува збор ниту за мојот глас, ниту за мојата песна, туку за Божјата благодат, која исполнува жедната душа на овие млади суштества, давајќи им причина за живот. Верувам дека небото ја допре земјата со изведување нова песна. Младите беа гладни за Божјата милост и за Божјата благодат. Токму вечера ние ќе зборуваме, почитувани, за Божјата инвестиција, за небесниот инвеститор. Што Бог инвестира во тебе и во мене? А зошто многу луѓе таа инвестиција не ја прифаќаат, туку ја одбиват? Сакам да се потсетиме на еден библиски настан, една парабола што Исус ја раскажал. Тоа е приказната за изгубениот син. Всушност, во Лука 15 глава имаме 3 приказни, 3 настани. Јас само ќе се задржам вечерва на ова последната. Значи, во Библијата постои една интересна приказна. Ова слика што ја гледаме ја нацртал Рембрандт. Таа е прекрасна слика. Се вика Враќањето на изгубениот син. Таа е многу скапа слика и барана и многу важна. Има важни детали кога ќе ја зголемиме, ќе видиме интересни работи во ова слика на сликарот кој го спомнавме Рембрандт. Хенри Њуман отишол во Сан Петерсбург во Русија со желба цела седмица во музејот да ја гледа сликата. Кога се отворил музејот наутру во 9, тој цел ден ја гледал, ја наблюдувал. Кога се затварал, излегувал и наутру повторно влегувал да ја гледа ова слика. И тој ја развил пораката. Овде е интересно, овој сликар се насликал себе си во 3 варијанти, кога бил млад дете, во средни години и кога остарел. Самиот сликар Рембрандт. Значи, овде тој се насликал самиот себе кога бил млад, во средни години и како стар Рембрандт. А Хенри Њуман рекол, да би се остварила ова приказна, треба да влезете во неа. Значи, во суштината на приказната, не само на сликата, туку и на самиот настан, бидејќи секоја личност, вели, која се појавува во приказната, е приказна за себе. И стариот син, постариот, помладиот и самиот татко. Тоа се 3 лица, но ние ќе видиме малце подоцна дека главната улога не е изгубениот син, туку главната улога е игра самиот татко, кој се споменува 12 пати во самата приказна. Значи, овде имаме приказна. Нема да ја читаме сега целата, ќе одиме само на финишот, на крајот. Еве го текстот. А синот му рече на татко, сгреши против небото и пред тебе. И не сум веќе достоен да се наречувам твој син. Но таткото им рече на своите слуги, брго, донесете ја неубавата облека, облечете го и ставете му прстен на раката и обувки на нозете. Значи, што се случува овде? Ова приказна, рековме, не зборува само за синот, туку и за таткото. Кога би имале прилика сега да ја читаме целата приказна, но ради времето нема да ја читаме, ќе видите многу интересни овде детали. Ова приказна, значи, зборува и за таткото. Ако место изгубениот син да напишеме приказна за Арсипаниот татко или за домашниот татко би рекли. Бидејќи според синот таткото бил расипан. Кога зборуваме зборот расипан не во негативен контекст. Зборот расипан значи човек кој дава, кој со широки раце, значи го дава она што го има. Еве само да се вратиме сега на сликава. Гледате овде, само да се вратам на сликава, овој детал сега е зголемен. Гледате овде, овде имаме 2 раце, едната е машка, едната е женска. Значи во приказната се укажува дека мајката не се спомнува, но очигледно овој сликар, што го спомнавме, Рембрандт, сака да покаже татковата љубов и мајчината љубов. Која рака е мајчина овде? Ова, десната, така? Односно левата од ваша страна. А ова, да кажеме, е татковата рака. Очигледно тука љубовта доаѓа до изражај и на мајката и на таткото. Очигледно, кога ќе зголеме ова слика, гледаме дека овде е означена љубовта на мајката. Секако мајчинската љубов безусловно ги прифаќа децата. А левата рака е машка рака. Рака која заштитува
ја заштитува и ја чува љубовта. По моje скромно мислење, значи, овде гледаме дека овој син, кога се вратил дома, не бил само прифатен од таткото, туку и од мајката. Значи, комплетно бил прифатен. Реков дека името татко се споменува 12 пати. Тоа има главната улога во сите акции. Зборот расипан, еве ќе се повторам, значи неограничен, екстравагантен. И овој татко бил со таква љубов. Зашто можел да каже кога синот дошол кај таткото и кога му рекол: татко, дај ми го дел, а тој би рекол: како не ти е страм, бе? Сега ќе се откажам во весник од тебе. Ти нема да добиеш ниту денар. Ти сакаш јас да умрам, па да го добиеш имотот пред време. Едноставно можел со негација да го пречека. Меѓутоа таткото со широко срце рекол: добро, сине, но не можам преку ноќ, зашто тогаш парите не се чувале во банка, на картичка или на некој друг начин, во некој сеф. Тогаш имотот се изразувал во што? Богатството. Во имот, така, ниви, кози, крави, стоки, така натаму. И тој дел што му припаѓало на синот, требало да биде дадено на оглас, да се продаде. И тој дел што бил продаден, таткото ги спакувал парите, може би во некој плик, и му ги дава на синот и му вели: еве, ова е твое. На овој век, 21 век, почитувани, му се потребни такви татковци, со отворено срце, со широко срце, кои подосна ќе видиме го прифаќа тој истиот син, кој ќе смрди на свиња, кој нема да биде избајнат со месеци и со години можеби, но таткото ќе го прифати и ќе каже: дојди, чедо, дојди во мојот дом. Вечерва ние ќе ставиме нагласок на татковците. Мајките секако тука можеби не се директно спомнати, но и тие се битен фактор. Не може семејство без мајка. Значи, едноставно, тоа е поврзано. Постои, неле, во светот и денот на мајките, 8 март. Еве, во една прилика се собрале на тој мајчин ден, да го наречеме 8 март. Децата имале приредба во едно училиште и излегувале напред и кажувале некоја стихотворба, една реченица, две. И дошло ред на едно мало детенце, го зело микрофонот и почнал да зборува, но ја заборавил реченицата, рецитативата. А тука напред седела неговата мајка, а мајка му се приближила и почнал да му шепоти: јас сум светлост на светот. Тоа требало да го каже малиот. А малиот, кога слушнал што му кажала мајка му, едноставно тој рекол: мојата мајка е светлост на светот. Значи, со воодушевување детето тоа го кажало. Можам да кажам дека за ова дете неговата мајка била навистина таква светлост на светот, но ние знаеме од духовен аспект дека Исус Христос е светлост на светот. Значи, ќе зборуваме сега малце за младиот син. Не е тој главниот лик, значи, во самата приказна, туку таткото се споменува 12 пати во приказната. Но младиот син е тој кој ќе потроши се. Значи, ќе потроши имотот на таткото. Таткото ќе му го даде имотот што му припаѓа и ќе му возможи да синот троши. Нова слика да не ја забораваме. Тука се символично двете раце. Рембрандт тоа убаво го насликал, сакајќи да даде порака нам, кога ќе гледаме сликата, дека овде е татковата и мајчината љубов. Еднаква е кога го прегрнале својот син кој бил изгубен. Расипано значи претерано, издашно, неумерено расфрлување. Понатаму може да кажеме дека во Библијата почитувани се спомнуваат татковците на повеќе места. Еве овде го имаме Давид. Давид, вели Библијата, е човек по Божје срце. Меѓутоа знаеме Давид какви имал падови. Неговиот син се побунил против него. Како се викаше синот? Авесалом, знаеме. Подигнал востание. И знаеме како завршил таму, се обесил на гранка, неговата коса се закачила и имал навистина незгодна смрт, што би рекле. Но Давид изгубил авторитет. И понатаму може да го споменеме и Соломон, најмудриот човек. И тој скршнал од Божите принципи. Немал толку сила да ги воспитува своите деца, кога и самиот не ги знаел, бидејќи имал 1000 жени, вели Библијата.
Одвој можел да ги запамти имињата на жените, а камоли на децата. Очигледно овде порака за сите татковци. И затоа вечерва порака до нас, родителите, односно татковците, да одвоиме време за своите деца. Зашто на децата им се потребни компјутери и лаптопи и мобилни, но повеќе им се потребни зборовите на родителите и присуството. Ако твојата канцеларија е заклучена за детето и не може да влезе зашто имаш странки или имаш во ординација пациенти, а детето те вика за да ти каже нешто, а ти велиш немам време, тој како нож да му ставаш во срцето на детето. И затоа Павле вели во посланието до Ефесјаните, а вие татковци, не дразнете ги вашите деца, туку воспитувајте ги во науката и опомената на Господа. Гледате каков совет ни дава вечера почитувани самиот апостол Павле, да не ги дразнеме децата со нашето лошо однесување. Едноставно да разговараме со децата за Бога, за Исус, да им го всадиме тоа, како што вели Соломон, и кога ќе остарат, нема тоа тие да го заборават. Татковци, бидете достапни, како што спомнав. Да таа комуникација биде двонасочна. Не да кажеме, немој денес да ме викаш, немам време. Треба постојано, секогаш да имаме време за нашите деца. Да бидеме правични. Ако погрешиме ние кон децата, да се извиниме. Зашто и тие се суштества, и тие чувствуваат, и тие, како што спомнав на почетокот, борци се за правдата младите. Гледате, кој ги прави револуциите во светот? Старите или младите? Младите. Тоа го гледавме порано и во филмовите, неле? Се бунат младите, сакат правда. Па и денеска тоа се случува на многу плоштати во светот. Децата се праведни, тие не знаат да лажат. Тие се едноставни, можеби простодушни и наивни, но и правични. Да бидеме подготвени да им помогнеме. Посебно вие, родители кои имате деца, школарци што би се рекло, треба децата да им се помогне, зашто сепак тие се деца. Да ги сакаме децата, кога имат роден ден или кога имат посебни датуми во училиште, можеби одат на музичко, па треба да отсвират, или имат некоја приредба, а сакат тие, вие да бидете таму. Треба да одвоиме време и да бидеме со децата, зашто тие се наши деца и за нив ние сме херои. Херои како деца. И затоа апостол Павле вели, немој да ги дразнете вашите деца. Може би имате фудбалска утакмица. Таа може да биде одложена, да ја гледаш утре како снимка. Меѓутоа, детето кога има потреба, ако не дојдеш на време, тој ќе се најде друга замена. И после нема да му бидеш потребен. Овде насликавам, сакам да се подсетиме за еден многу страшен настан кој се случи 1988 година. Имено се случи еден голем страшен земјотрес во Ерменија. Само за неколку секунди загинале 45.000 луѓе. Замислите, многу згради, гледате на сликава, биле уништени. Многу училишта, многу болници. И така, еден човек, неговиот син бил на училиште предпладне кога се случил земјотресот. Брзо отишол кај училиштето, но кога дошол, школото било како палачинка свиткано. Толку било уништено од самиот земјотрес. Приметил многу други родители кои биле околу зградата и сите плачеле, покушавале да тргнат камења и од тие рушевини некако да спасат нешто, но скоро немало никаков глас. Плачеле и тагувале. Нашите деца овде ја најдоа смртта, велеле родителите. Меѓутоа, таткото што го спомнавме во ова приказна, во овој настан, не се помирувал. Им се обратил на останатите родители и рекол, Господо, ве молам, дојдете и помогнете ми. Дојдете да ги тргнеме овие бетонски плочи. Сакам да го пронедам мојот син. Не е важно дали е мртов или жив. Сакам да го видам. И почнале да ги тргат тие бетонски плочи, да вика по име Арманде, Арманде, каде си? Твојот татко те бара. Меѓутоа немало одзив. Поминало 2 часа, 3 часа, 5 часа. Многу од родителите се вратиле дома. Зашто веќе немало причина да останат, зашто
си рекле, нема живи останати. Но човекот продолжил после 36 часа. Деноноќно работел. Повторно пошол да вика, Арманде, Арманде, каде си? Немало резултат. Сите му зборувале, човеку, мораш да се помериш, биди свесен. Во една таква зграда, која е сега како палачинка свиткана, нема шанси некој да преживее. Меѓутоа, после 38 часа, човекот повторно викнал, Арманде, Арманде, каде си? И оддоле се слушнал детски глас. Тато, овде сум. Потоа човекот замолил да се побара булдожер. Ја крнале она голема плоча, што била скршена, свиткана. И доле во едно ќоше го видел својот син и уште 18 други живи деца. Кога се случил земјотресот, плочата така паднала на косо и тие останале во еден заштитен дел. И сега слушнете што рекол малиот. Тато, како ми е мило што дојде. Потоа се свртел наоколу и рекол, зар не ви велев, ако мојот татко е жив, тој сигурно ќе не спаси. Уште 18 други деца биле спасени во тој агол. Еве го таткото, еве го синот. Ова може да го најдете на интернет. Жива вистина е. Значи, жива вистина е. Ако отворите на интернет, ќе го најдете човекот и синот кој бил спасен и уште 18 дечења со него школски другари. Почитувани браќи и сестри, кога читаме Библијата, тогаш ние доаѓаме до Исус, кој некои го сметале за расипан Исус. Зошто велам расипан? Затоа што го оптужувале дека се дружи со грешници, дека јаде по кафани, по ресторани, дека оди кај неморални луѓе. Го оптужувале Исуса. И затоа некој го нарекол Исус расипан Исус. А Исус вели, чекајте бе луѓе, не е точно. Дајте да ви раскажам, дајте да ви помогам да сватите. И затоа како таа оптужба што Исус ја добива, ги раскажал овие 3 настана. 3 приказни, како резултат на Исусовата оптужба. Гледате, ова се случува во 15-та глава и приказните токму се искажени во Лука 15-та глава. Првата приказна е за изгубената овца. Значи, ние ќе се задржиме само на 3-та, но еве само по некоја реченица од секоја. Овцата е изгубена. Некој овчар имал 100 овци. Колку били изгубени? 1. Пастирот оди и ја спасува едната овца. Која е пуката од ова поука за нас денеска? За Бога му се важни и 1% почитуване. Значи 99 ги има на сигурно во трлото, но Исус, пастирот, оди и за едната, за 1%. Овцата дали знае дека е изгубена? Знае. Таа е свесна, блее, така, дека ги нема другите овци, но не знае да се врати. Пастирот знаел дека овцата е изгубена. И пастирот прави се од своја страна да ја овцата врати во трлото. Во една куќа бил изгубен денар. Таа жена или тој човек колку денар имал? 10 денари. 1 денар се отракалел, некако паднал и таму некаде се завлекол во некоја дупка или под некој намештај што го имале во собата. Домакинот ги померил сите елементи да го пронајде изгубениот денар. И дали го пронашол на крајот? Да. Денарот не е знал дека е изгубен, денарот не е знал да се врати, но кој знал дека денарот е изгубен? Собственикот, човекот. И затоа поракава е за нас вечерва. Ако не знаете дека сте изгубени и не знаете да се вратите, некој знае. Тој е домакинот, тој е Бог. Ако може би свесни сте дека сте изгубени, а не знаете да се вратите, повторно пастирот знае дека сте изгубени и ќе ве спаси. Ние се годиме на 3-тиот настан. Приказната со изгубениот син. Еден човек имал, вели Библијата, 2 сина. Едниот решил да го побара
od tatkото ona što go sledova. Iako po togašите zakoni nemao pravo pred vreme da dobije. Trebalo da čeka. I prvim postarioci nimali pravo da dobije. Međutim, ete, toj došao i mu veli, tatko, umri. Ne sakam poveke da bidam pod tvoja kontrola. Te molam, crkni, daj mi gi parite i ne sakam da te gledam. Moj del potreben mi je. Moje to nasljedstvo te molam, daj mi ga. S drugi zborovi, dosaden si i ne sakam poveke da te gledam. Da sam ja bil na mesto to na tatko ti ili ti, kako bi postapili? Da li bi postapili malo drugačije? Možeš bi rekli, koje be, tile bre, čekaj, ušte si zelen, pa ti ne možeš da gi kontroliraš parite. Međutim, tatko to, počituvani taka, ne se odnesova. Može bi mu rekao, napiši molba, pa su majkati, ke sednime i ke rešime da li da ti gi dademe, da li da ti go dademe delot ili ne. No, ovoj tatko ostanova smiren. Ovoj tatko ne se tako odnesoval. Jednostavno, sve ošto ima trpenije. Može bi go troši trpenijeto, rezervata na trpenijeto. Podgotven je da gi ispolni baranjata na svoj sin. I navistina, tatko to so rašireni race mogo dal ono što go sledova i to i go dobio. Jedna majka i sin živele u jedan grad, bili tek novi preseljeni, ne gi poznavale lugeto, no jedan den otišle na pazar. I došle do jedna tezga na kojoj imalo mnogo bomboni, čokoladi, kifli i sve to blage raboti. I ovoj čovjekot koji je bil tuka za tezgata, koga došla majkata sa deteto i mu reklo na momčeto, sine, ispruži rakata i zemi si bomboni koliko sakaš. A momčeto skromno stojalo i reklo, ne gospodine, o, ti se sramiš, ti si nov izgleda vo naši od grad, te molam, zemi, kasni si. No, maliot bil povlečen. I сега je rekao sobstvenikot, ja сега ke ti pokažem. Je stavil svojeta raka vo teglata i koliko može da zafati, zel bomboni i mu gi dal vo racete na momčeto. To se slučuvalo sekogaš koga majkata odela na pazar so sina od skoro 3 sedmici. Posle 3 sedmici povtorno se sretnale i sobstvenikot mu kaževa na deteto. Сега ti si moj prijatelj, poveke ne sme stranci, ajde da se pozdravime. I koga se pozdravile, sobstvenikot povtorno mu rekao, ajde sine, stavija rakata vo teglata i zahvati bomboni koliko što možeš. Međutim, momčeto povtorno reklo, ne, ti blagodaram, ne gospodine. No čovjekot insistirao, amo nije sme сега prijatelji, kaži mi, zašto ne sakaš sam da se poslužiš? A momčeto potom, evi što kažalo, zato što tvojata šaka je pogolima od mojata, zato ne sakam da zemam. Ja razbravte po rakata. Zašto koga čovjek od zemalo teglata mu daval duplo poveke, gdje je njegovata šaka bila golema. Braki i sestri, to se slučavi sa našem nebesen tatko. Koga Bog dava, piše ovdje, Bog dava izobilno. Bog ne dava skržavo. Go teksto, da go čitame zajedno. Znači, to se ti bomboni što čovjek od postojno mu gi davao na mali od. Ovdje David veli, ti ja otvaraš rakata, tvojata raka i ja nasitovaš želbata na sve živo, koga Bog dava, koga Bog investira. I zato nije večera zboruvame, zato je nebesen investitor za Boga. Koga Bog dava izobilno. Bog ne seje skržavo, Bog ne dava skržavo. I zato vam nije večer razmisluvame tokmu za naš nebesen tatko. Nije se naogjame pomeđu daj mi i primi me. Tuka se naogjame. Milost je pozitivno i bezuslovno prihvaćanje, bez razlika na drugata ličnost. Znači, Bog ne gleda da li sme ubavi, da li sme grešni, da li sme sakati, da li sme hromi, da li sme bolni, da li sme ubavi, lični ili ne znam što da spomeneme drugo. Bog dava bezuslovno, Bog dava celosno, Bog dava
mnogo. Milost je linija na razdvojuvanje. Ta linija zavisi kako ние ќе гледаме. Дали ќе бидеме зад линијата или пред линијата. Дали ќе го прифатиме тоа што Бог ни го дава или не. Они кои го прифаќаат подарокот се првите, они кои го одбиваат подарокот, а тоа се луѓе без Бога. Тоа се луѓе или живот во покушај добивање на Божето добрување преку добри дела. Некои сакат спасението да го заслужат со добри дела. Не. Спасението е резултат на Божјата благодат, на Божјата милост и на Божјето прифаќање. Затоа таа линија е многу важна. Дали ние тоа ќе го прифатиме што Бог ни го нуди или пак ќе го одбиеме. Затоа, браќи и сестри, Господ нека ни помогне да навистина да сватиме дека ние се спасуваме преку благодата. Павле вели, зашто по благодата сте спасени, преку верата. И то не е од вас, самите, тоа е дар Божи. Не од делата, за да не се фали некој. И навистина, ако е од дела, кој ќе се спаси само? Богатите. Они кои имаат пари, ако е за пари. Или они што може да прават добри дела. Но Павле вели, не е од делата, за да не се фали некој. Туку секој има право да прииде и да ја добие таа благодат Господова. Ова приказна, за која ние вечер зборуваме за изгубениот син, сака да ни помогне дека момчето ја одбило благодата на почетокот. Рекол, не сакам повеќе, татко, да бидам со тебе. Дај ми го делот и ќе отидам далеко. И навистина, момчето ја отврлил милоста таткова. Ја одбил татовската добрина и милост со стил. Татковото богатство не било пари, туку имот. И затоа рекове, морал таткото да го тој имот претвори во пари, да го продаде, па да му даде дел на синот. Таткото јавно го продава имотот. Може би на лицитација. Замислите, тоа поминало може би седмици, денови, за да се продаде толку имот и да му се даде на синот. И затоа синот вели, сине, татко, дај ми го тоа што ми припаѓа. Слично, браќи и сестри, е гревот. Ние понекогаш правиме грев и гревот не раздвојува од таткото небесен. Како што овој син се раздвоил свесно од својот татко, отишол во далечна земја. Тој се спротиставил на милоста таткова. Значи, почнува со дај ми, центарот на гревот е јас. Како што рекол и самиот Луцифер, јас ке направам, јас ке создадам, ако бидам Бог, ќе имате поголема демократија, ќе имате поголема ширина и слобода, а всушност знаеме каде го сето тоа однело. Денеска Богот јас може да биде причина за многу луѓе да се одвојат од својот Господ, од својот Бог. Резултатот е одвојување и бегање од Бога. А да бегаш од Бога, што тоа значи? Тоа значи да бегаш од милоста, од љубовта Господова. И затоа таткото бива отфрлен од синот. Нему му е потребна само корист на момчето. Значи тој не размислува како ќе се чувствува сега таткото и мајката, иако во приказата не се споменува. Меѓутоа тој има себишни цели, да се задоволи сами од себе и да побегне таму кај што тој мисли дека е слобода. Заминува со стил. Една фотографија постои за изгубениот син како носи ташна со фармерки, со патики, со летна спортска опрема, така весел и радостен и оди во бел свет, што би се рекло. Меѓутоа, после доаѓа друга слика, фотографија, тој истиот син со стил што заминал, ќе се врати со срам, со испокинати алишта, со наведната глава, неискапан, едноставно ненахранет. Тој ќе ја плати скапата школарина, што не можел да ја научи дома, ќе ја научи во светот, таму во лошото друштво, таму ќе се однесува на почетокот без контрола, ќе потроши се што има. Нема никакво почитување, нема на никого да му дава извештај, но кога потрошил се, вели Библијата, што примило таткото, иако горд, може би постигнал нешто во животот, сепак сега се спуштил на ниски гранки. Немал повеќе пријателки, немал повеќе пријатели, немал каде да звони, немал каде со кого да разговара, сите го избегнувале.
Сега синот сваќа дека тој побегнал од таткото, но не може да побегне од татковата љубов, почитувани. Таткото тие месеци и години постојано зрачи со љубов, постојано го чека. Како што ние понекогаш кога грешиме, бегаме од Бога, но Бог не бега од нас. Тој не следи постојано и не можеме ние да побегнеме од Божјата љубов. И сега што се случува? Тој таму си размислува. Толку паднал ниско што морал да чува свињи. За еден евреин да чува свињи, тоа е нешто најниско. Дури и храната што сакал да јаде од свињите не му била давана. И тој сега размислува, јас сум одгледен на фарма. Мојот татко е доста богат. Има животни. Јас работев таму. Ајде сега да отидам да чувам свињи. И како што спомнав, најсрамна работа од сите е да чуваш свињи за евреин. Библијата вели дека посакал да јаде храна што јаделе свињите, но смрдел на свињи, а стомакот му бил празен. Повторно се сеќава на својот дом, на својот татко и си вели, па мојот татко дори има и слуги и работници, па тие живеат многу подобро отколку јас овде во таа штала. Ке се вратам дома. И еве што кажал. Не мораш, тато, да ме примиш како син. Прими ме како еден од слугите или како роб. И дали сега сваќате, почитувани? Сега она дај ми поминува во што? Прими ме назад. У почетокот барал дај ми. Сега татко, прими ме. Може би отишол со Ауди 7, а сега се врати со искашен трабант. Знаете трабант, они коли, стари. И сега, кога се враќа дома, не можеле дури да го препознаат. Ослабнат, валкан, скоро прегладен до смрт. Но благодата гледа со очите на љубовта. Благодата го чека таму, во двориштето на неговиот дом. Замислете некој репортер да дошол во домот на таткото и да го прашува: Господине, раскажете ми за вашето семејство. Што би кажал овој човек? Па имам два сина. Едниот е тука дома, а другиот отиде. Не знам што е со него, но чекам да се врати. И замислите, 5 пати дневно човекот излегувал надвор. Неговата мисла го водела дека синот е жив и дека еден ден повторно ќе се врати назад. Го чекам својот син, рекол човекот, таткото на новинарот. А сега, Господине, извинете ме, опростите, еве го синот, гледам дека тој доаѓа. Ми личи на синот, но не е тој. Не можам јасно да го видам. А синот подсепан, односно покинат, искинати алешта, валкан, доаѓа со наведната глава, заминал горд, со кренат поглед. Сега поднаведнат, нема торбата. Некој испекината торба ја носи со себе и некој стап во раката. И знаете што се случува, почитувани? Човекот трчи со желба да го прегрне својот син. Трчи во средба. А знаете, на Блискиот Исток, во Пакистан и во тие држави, старец да трче е невозможно. Таму не трчат луѓето, старите, мажите. Тоа е некоја традиција. Може камион да го удри по патот или некоја кола, тој не се трга. Не трчи. Ако трчи, само ако е нешто хитно и нешто посебно. Значи, тој сега не трчи сам. Со него трчи целото семејство. Зашто по тогашните закони можеле комшиите, роднините да губијат синот со камења, зашто направил таков греф према таткото. Но таткото да го заштити, прв трче напред. Со него се слугите. Од каде знаеме? Па затоа што кога се свртил и рекол: еве го мојот син, одете брзо, на кого рекол да донесат алишта? На слугите, така. И тие се тука поред него. Тој бил толку дрзок према таткото и селаните имале право да го каменуваат до смрт. Но таткото стигнува прв. Никој не смее да го допре. Таткото го
грли својот син и го бакнува. Ај сега да ја наблюдуваме таа гледка. Да видиме таму што се случува. Значи, синот се потроши. Брзо парите се трошат кога се во джеп. Расипано друштво. Го троши богатството што го добило таткото и така натаму. Други работи му го одвлекуваат вниманието. Немал време да се јави на родителите дека е жив и здрав. Меѓутоа, времето одминува. Сваќаме дека можеме да побегнеме од Бога, но не можеме да побегнеме од љубовта Божја, браќа и сестри. Значи, ние може да побегнеме физички, но Бог не прати со неговата љубов. И така, едноставно, ова го доживува, ова момче, таму додека е во таа далечна земја. Меѓутоа, што се случува сега, да се вратиме повторно, милоста гледа со поглед на љубовта. Синот се приближува, таткото ги шири раците и не му вели: ама смрдиш, сине, на свињи. Иди истуширај се, искапи се, па потоа ќе се поздравиме. Не. Таткото го прегрнува својот син, валкан и смрдлив, таков каков што е. Синот почнува однапред да го чита својот говор. Тато, прими ме како слуга. Немој да ме примеш како син. А татко му го прекинува и вели: молчи, сине, ајде, немој сега да ми проповедаш. Не сум заинтересиран за тоа што сакаш да го кажеш. Дозволи јас сега да ти ја покажам мојата љубов. Браќи и сестри, ова е Божјата љубов. Бог не гледа дали сме валкани, дали сме грешни. Што и да сме сторили, ако дојдеме кај Него, тој ќе ги расшири раците и ќе не пречека. Ова е вистинска љубов на дело. Оригиналниот текст вели дека таткото го бакнал. Го бакнал синот преку валканоста негова. Бил валкан и смрдел на свиња. И се свртува кон своите слуги и што им вели? Што им вели? Донесете ја најдобрата облека. А кој имал најдобра облека во домот? Па таткото. Облеката значи дека си слободен човек. А овој син може ли да отиде подосна повторно во бел свет? И чевли вели, чевелот е символ на равноправност и дека си слободен човек. Значи, него сега го копирам, му рекол, ќе ти простам, ама сега нема мрдање. Сега си тука и вратата ќе ја заклучам. Не, повторно има слободна волја. Тој сега по трет пат ми вели: направете гозба, заколете што? Теле. На Блискиот исток, кога читав за ова, интересно, ако ти дојде еден човек на гости, му колеле пиле или кокошка. Ако му дојде семејство, ќе заколат јагне. Ако сака да се почасти цело село, колеле теле. И затоа таткото вели: не пиле, не, што скажавме, јагне или кокошка, туку теле. И направете гозба, цело село нека дојде. Да сите разберат, да сите сватат дека мојот син беше мртов, а сега е жив. Наистина, браќи и сестри, Божјиот одговор за главната жедна душа е милост. Активната милост сака и прифаќа надвор од границата на нашата мечта. Милоста се грижи да добиеме точно оно што не заслужуваме. Тоа е милост. И гледате го таткото сега, 5 пати на ден излегува да види дали се враќа неговиот син. Го препознава далеко. Потршал да го сретне. Целата фамилија трчи. Синот можел да биде каменуван. Понатаму таткото го грли. Синот е замолкнат со татковите дела. Понатаму таткото ја дава милоста, а синот ја прифаќа. Многу љубов, го бакнува, бара облека, му става прстен на рака, што значи равноправност, чевли за неговите нозе. Понатаму организира гозба и тоа голема гозба. Би сакал да спомнам дека освен изгубените синови, постојат изгубени керки, браќи и сестри.
Така во Америка, во едно семејство, живело едно девојче кој имало 17 години. И тоа девојче, како изгубениот син, не сакало повеќе да биде под контрола на незините родители. Еден ден девојчето рекло: тато, мамо, повеќе не можам да бидам со вас. Ги спакувала своите куфери и заминела. Се оцелила, далеко отишла. Ова девојче било многу убаво, лично. Многу луѓе сакали да платат пари за да бидат со неја. И таа ја продавала своето бавина. И си рекла: сега сум слободна. Имала пари, имала друштво. Меѓутоа, како времето одминувало, добила болест, не можела повеќе да биде со мажите, ја избегнувале. Готовината, парите што ги имала, скоро ги потрошила. Газдарицата кај што живеела под кирија, ја изфрлила на улица, зашто не ги плаќала месечните трошоци. И морала да отиде да живе со бездомниците, таму под мостовите или во посебни тие места. Се разболела и сватила дека болеста е тешка. Го изгубила своето здравје, ги изгубила своите клиенти. Се иселила од станот и сега сватила и си рекла: во мојот дом кај татко ми, дури мачките имаат подобри услови за живење. И затоа си рекла: ајде да ги повикам родителите, да ги прашам дали би ме примиле да се вратам повторно назад. Бидејќи немала пари, ги истрошила, отишла на улица и просела. Испросила толку за да може да сврти телефонски број да се јави кај таткој. Свртила телефон, задзвонил телефонот, никој не се јавил, но се вклучила секретарката и рекла: тато, сакам да се вратам назад. Ако сакаш да дојдам, те молам, чекај ме на автобуската станица. Ако не те приметам, ако не бидеш на станицата, ќе продолжам за Канада и никогаш повеќе нема да се видиме. А потоа се прекинала врската, зашто толку и било парите што ги уфрлила во автоматот за да може да се јави. Но сега немала пари да купи карта. Отишла повторно на улица, просела, заработила толку колку што можела да купи карта. И седнала во првиот автобус за низиното родно место. Патувала неколку часови, се гледала на ретровизорот, не можела да се препознае. Толку била изменета, испиена од болеста и од сите трауми. Но пошла да размислува што ќе каже на својот татко. Имала, рековме, 17 години како тинеџерка, заминала. Сега се враќа на 27 годишна возраст. А изгледала, кога се видела во огледалото како да има 45. Автобусот стасал на станицата. Гужва, народ. Низ огледалото гледала надвор. Низ ретровизорот гледала што се случува надвор. Таа се симнала. Некои останале во автобусот за да продолжат, а она се симнала. И доле, позаде автобусот, кога погледнала, го видела нејзиниот татко. Уште 15 други нејзини пријатели, комшии. Држеле надпис на кој пишувал: добре дојде дома. А потоа се свртила и му рекла: тато, немој да ме примиш како ќерка. Сакај ме само како... И таткото ја прекинал. Молчи, ќерко, ајде сега да одиме дома. Кога дошле дома, кога го запалила светлото, внатре уште 42 роднини, пријатели, другари. Сите биле радосни што таа се вратила. Ја прегрнале. Тоа било средба, тоа било воодушевување. Таа се вратила како изгубениот син.
Браќи и сестри, што се случува со стариот син? Што се случува со вториот син кој останал дома? Тој останал во куќата. Тој бил чесен, тој бил послушен. Тој го чекал крајот на својот живот дома. Го сакал својот дел преку мирна и честна работа. Таткото му дал се што имал. Тој тоа го злоупотребил. Се мисли на првиот син. Не се однесува како брат, како неговиот брат. Ова категорија на брат по стариот и првата категорија на изгубениот син се две групи на луѓе. Они кои отишле од Бога и они кои се со Бога, но Бог ги сака сите еднакво. Дали сме во групата на првиот син или во групата на вториот син кој е дома. Браќи и сестри, тој не сака сите подеднакво. Бог не прави разлика. Бог ги шири своите раце за секој од нас. Дури ако останеме дома, ако сме цел живот со Бога, Бог не сака со иста љубов, како и со љубовта што употребува кон изгубениот син. Таков е нашиот небесен татко. Таткото во приказната е Бог, а изгубените деца сме ние. Или оној брат кој е дома, може да бидеме исто така споредба некој од нас со постариот син. Бог е полн со добрина, со љубов и благодат. Тој грешниците, царинарниците и фарисеите ги гледа како своји деца. И двете групи на луѓе му се потребни на нашиот небесен татко. И затоа Исус вели, јас не само што сум дошол да ги примам грешниците и да седам со нив за масата, туку јас трчам по нив и ги викам назад дома. Го дадов својот живот за нив и ќе го споделам мојот престол со нив во татковото царство. Таков е Бог, таков е нашиот Бог. И сакам ова размислување да го завршиме со еден вистински настан за Тони Камполо. Може за нас непознат човек, но тој е забележен како еден од најдобрите говорници, најдобрите проповедници кои проповедаат, кои зборуваат. И така бил поканен да дојде во едно место по име Хонолулу. Меѓутоа, од неговото родно место до тоа Хонолулу, тој требал да помине со авион 10 часи. Тоа се разни временски зони. Знаете, кога ќе дојдеш во друга временска зона, телото тоа не го поднесува и треба време на прилагодување. И така, Тони дошол во Хонолулу некаде навечер во 10 часот. Меѓутоа, додека излегол од аеродромот, веќе било полнок и 2 часот по полнок или наутро. Бил гладен и заминал во еден близок ресторан да се закрепне. И така додека седел во 2 часот наутро, не можел да заспие, излегол бидејќи бил гладен, сакал нешто да касне. И додека наручувал храна, во ресторанот влегле на група на девојки. Девојки кои биле проститутки. Се смееле, се шалеле тука, викале и седнале тука на фотелите, на столиците кои биле во самата просторија. Пошлале, порачале кафе и едноставно се забавувале. Му било јасно дека во прашање група на проститутки. Едната од нив рекла, тој ги слушал. Девојки, можете ли да поверувате? Утре ми е мојот роден ден. Таа девојка се вика Агнес. Собственикот на тој ресторан, на Тони Камполо, му рекол: Господине, дали слушнавте што зборуваат овие девојки? Утре, на една од нив, еве името и го слушнавме, се вика Агнес и бил роден ден. Ајде да направиме изненадување за нив. Мојата жена е подготвена да им направи торта за таа девојка. Само ако ти платиш. И се договориле. Следната вечер повторно дошол Тони. Жената направила торта и групата повторно дошла. Истата група на девојки се појавиле во ресторанот. Одеднаш напишале тие и транспарент среќен роден ден. Кога влегле девојките и кога се свртиле, биле пријатно изненадени. Среќен роден ден Агнес. Агнес била во тоалет и само што не влегла во просторијата. Кога влегла таа во просторијата, останатите девојки почнале да ја пеат она
среќен роден ден она песна. Жената од собственикот на ресторанот донела една голема торта и ја поставила пред Агнес. Сите биле воодушевени и изненадени. Една девојка која на крајот предложила: ајде, Агнес, сечи ја тортата да ја пробаме, да ја поделија меѓу нас. Агнес ги замолила: девојки, никогаш во животот немам доживеано роден ден или да видам роденденска торта. Ово ми е прва. Дали би дозволили да ја чувам само еден ден? Само сакам да ја гледам малку, а потоа ќе ја поделам со вас. На сите очите им биле полни со солзи. Сите останале без збор. А Тони Камполо, тој проповедникот, говорникот, станал и рекол: ајде да се помолиме. И почнал да се моли: Татко наш кој си на небото, нека денеска ова Агнес доживее среќен роден ден. Помогни да таа размислува за својот живот. Може би да го промени незиниот правец. Те молам благословија и направија да биде среќна, да има среќен роден ден и среќен живот. И рекол: амин. Потоа Агнес толку била радосна, воодушевена. Ја донела тортата в раце, високо ја кренала. Ја кренала како олимписко злато. Како олимписко злато. Била радосна и среќна. И почнала да ја сечи тортата и да ми ја дава на своите колешки. А собственикот на ресторанот се обратил на Тони Камполо и му рекол: Господине, дали вие сте некој пастор или свештеник? Зашто се уште не сум слушнал некој така убаво да се моли. Тони климнал со главата и собственикот повторно го прашал: во која црква вие припаѓате? Во миг на секунда Тони се снашол и рекол: припаѓам на црквата која ноќе организира роденденски прослави за проститутки. А собственикот почнал да плаче и рекол: не, Господине, тоа не е вистина. Таква заедница не постои. Ако постои, јас ќе се погрижам да се придружам кон таквата заедница. Браќи и сестри, колку сме ние подготвени да ги приеме Божите благослови. Бог ги троши своите ресурси како би не извадил од кризата. Ова жена која имала лошо реноме, Агнес, го променила својот живот. Таа ги прифатила Божите ресурси, Божјата благодат и Божјата милост преку, не случајно, Бог ги води работите преку Тони Камполо, да дојде во 2 часот и да го слушне тој разговор на тие жени со лош морал, но сепак Бог ги сака и нив. Бог не сака сите нас. Бог ја шири својата рака. Бог ја пружи својата рака да те допре тебе и мене. Дали ќе му дозволиш да тој небесен инвеститор ги вложи сите своји ресурси во твојот и во мојот живот и да не спаси? Нека му е вечна благодарност на Господа за неговата љубов, за милост и спасението што ни го нуди преку нашиот Спасител Исус Христос. Амин.